Почитувана јавност, неодговорниот Наке Чулев или во јавноста попознат како Наке Оцијај, со својата неспособност го загрозува здравието и безбедноста на граѓаните и мора да поднесе оставка. Вчера јавноста беше сведок на масовно прекршување на забраната за групни собери во Струга. Стотици граѓани без заштитна опрема, без соодветна дистанца, масовно се движеа низ улиците на Струга, а полицијата беше присутна на настанот и воопшто не реагираше. Со оваа неодговорност Чулев стана соучесник во загрозувањето на здравието на граѓаните. Истовремено, во Скопје, злоупотребувајќи го денот на полицијата, Наке Чулев организираше јавен собир, без почитување на мерките за заштита и го загрози здравието и на присутните и на полицајците. На истиот настан, почитувани граѓани, на објавени видеа јасно се гледаат соработници на Наке Чулев, кои со закана за физичка сила се обидуваат да попречуваат новинари во вршењето на својата работа. На крајот, освен закани, новинарите и медиумските работници, заедно со представници на дипломатскиот кор, добија и димна бомба во непосредна близина, со што беше загрозена и нивната безбедност, секако и нивното здравје. Дали ваквото неодговорно однесување на Наке Чулев или во јавноста попознат како Наке Оцијај е последица на нарачките од неговиот шеф Христијан Мицкоски? Дали Наке Оцијај се консултираше со Мицкоски пред да одлучи да го загрозува здравието на граѓаните? Дали Мицкоски му одобри напад врз новинар? Дали му одобри фрлање на димна бомба во публика? Дали Мицкоски го натера Наке Оцијај да организира настан среде пандемија без мерки за заштита? Дали Мицкоски му кажа да не постапува на настанот во Струга? Почитувани граѓани, во досегашното работење Наке Оцијај покажа дека единственото нешто што го знае е да го брани неговиот шеф Христијан Мицкоски. Наке Чулев ја заташка истрагата за посетата на Мицкоски во теретаната за време на пандемија. Наке Оцијај не поведе постапка и не поведе истрага за масовно групирање на навивачи организирани од страна на ВМРО-ДПМН. Но, за да ја дефокусира јавноста, Наке Оцијај преку своји структури изврши и скандалозен упад во здружение каде се пакува хуманитарна помош и притоа се малтретира млади луѓе, волонтери. На вакво скандалозно однесување и вакви катастрофални постапки против граѓаните, против нивното здравје и безбедност, има само еден логичен чекор – оставка од страна на Наке Чулев. Ви благодарам.